Камала Харис избра да патува со автобус низ Џорџија како нејзина прва кампања по Демократската конвенција. Кампањата започна со бенд во средно училиште, каде што кандидатот Тим Волц зборуваше за убавите работи во нивната кампања. I'm grateful to be part of a team with a really great head coach here in your next president of the United States, Kamala Harris. Харис го пофали лидерството на младите во Џорџија. Your generation, all that you guys stand for, everything you have at stake is what is going to propel our country into the next era of what we can do, what we can be. Републиканскиот претседателски кандидат Доналд Трамп водеше на политичките анкети во Џорџија во поголемиот дел од овој изборен циклус, но откако Џо Бајден излезе од трката, анкетите сега покажуваат дека Трамп и Харис се изедначени. Подпредседателот на Трамп, Джей Ди Венс, беше во Џорџија минатата недела. We're going to do it together, but only if you get us across the finish line in Georgia. This is one of the most important states in the union. И Венс и Трамп водат голема кампања за, како што велат, неуспесите на економската и миграцијска политика и двете работи за кои Трамп им кажа на гласачите во Џорџија дека се кривица на Харис. With your vote, inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming in, we got to stop them. Did you see where she's now saying, oh, we had a very good border, oh great. They had the worst border in the history of the world. Освојувањето на гласовите на републиканците на Трамп во Џорџија е комплицирано со неговото постојано осудување на популарниот републикански гувернер на државата Брајан Кемп, кој победи на реизборот пред 2 години и покрепи марниот предизвикувач поддржан од Трамп. Претходно овај месец Трамп постојано ги обвинуваше Кемп и државниот секретар Бред Рапенспергер за неговиот пораз во Џорџија во 2020 година. Raffensperger and Brian Kemp, your governor, who I got elected, by the way. If it wasn't for me, he would not be your governor. I think everybody knows that. He's a very disloyal person, isn't he? Very disloyal. Но сепак, со заострувањето на анкетите во Џорџија, Трамп минатата недела ја искористи својата страница на социјалните мрежи за да му се заблагодари на Кемп за сета негова помош и поддршка во Џорџија. Кемп треба да биде кодомакин за собирањето средства за Трамп во Атланта. Големата порота во Џорџија минатата година го обвини Трамп и некои од неговите сојузници поради нивните обиди незаконски да се мешаат во изборните резултати во Џорџија во 2020-та. Адвокатите на Трамп оваа недела повторно апелираа за отфрлање на тие обвиненија. Државниот изборен одбор на Џорџија во понеделникот одобри нови правила за кои критичарите велат дека може да го нарушат финализирањето на ноемвриските изборни резултати во државата. Двајцата членови на одборот гласа против промената. Тројцата членови на одборот што го усвои, а пак беа поздравени од страна на Трамп, како цитирам, питбули кои се борат за честност, транспарентност и победа. Како и секогаш, исходот на изборите во САД зависи од така наречените 7 одлучувачки држави, а тоа се Висконсин, Пенсилванија, Џорџија, Аризона, Северна Каролина, Мичиген и Невада. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.